Не бараме милост, бараме правда. Ова се зборувајте на стотици осудени во судски случаи во изминатите десетина години, во како што велат политички монтирани процеси. Осудениците од случаите познати како калдрма, детонатор, бачило, метастаза и многу други бараат повторување на судските постапки со цел да добијат шанса да ја докажат својата вистина и невиност. Во случајот калдрма беа осудени 86 вработени на батарините низ земјава. Сите добија затворски казни од 8 месеци до 6 години и да не надоместат штета на државата од 1.800.000 евра. Горан Трајчевски беше осуден на 4 години затвор, од кои 3 години ги мина во притвор. Истиот ден кога не го апсија, бившата министерка Гордана Јанкуловска излезе на прес и не прогласи за виновни. И после 3 години притвор, еве јас ќе ве прашам, кој суд ќе ве прогласи за невин? Мораше да се покријат притворите, ако може и повеќе да излежиме, и сето тоа ни се случи. Сега сме останати без работа, не избрка од работа, секој со своите проблеми, 99% сме фамилиарни луѓе, оставени на улица. Верка Пачарска е мајка на осуден во случајот детонатор на 15,5 години затвор. Таа тврди дека нејзиниот син, Ѓорданчо Михајлов, неправедно е затворен од претходната власт. Бил осуден во како што вели монтиран случај од почеток до крај, од полициската акција и апсењето преку обвинението и судскиот процес. Суштината на овој процес е било да се затворат бизниси на многу луѓе во Кочани и Виница, почнувајќи од кабелски оператори, од менувачници, од дискотеки. Значи тоа е била целта и на еден начин, значи власта, претходниот режим, фамилијата на власт, кој што фала Богу падна, да се покаже на еден начин дека работи против висока корупција на криминал, а на тој начин, еве, вистината дојде прикривајќи ги своите злодела. Околу 200 осуденици во изминатите десетина години се приклучија на Сдруженијето Зелена лупа, кое се залага за владење на правото, интегритет и функционалност на институциите и е логистичка поддршка на Комитетот за заштита на правата. Ова здружение заедно со невладината Transparency International Македонија, преку Civica Mobilitas, кој е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, досега реализираа неколку проекти кои имаат за цел да ја вратат довербата во судството и да влијаат на идните одлуки на судиите да бидат правични и издржани. Во Република Македонија последните десетина години се случија 30 монтирани политички процеси поради разни причини со цел да се остварат некои си акциони планови и агенди на минатата власт со цел прикажување на една друга вистина, измислена вистина во јавноста и за таа вистина да се храни, постојано се измислува монтирани случаи од различни области, со доктори, па со цариници, па со разузнавачи, па со, значи, од сите целни групи, имаше и новинари, од сите целни групи од општеството со цел да се прати пораката дека никој не е недодирлив и секој може да биде загрозен, макар и да не направил никакво кривично дело во животот. Повторување на судските постапки бараат и осудените во случајот метастаза и бачило. Во првиот беа осудени доктори за издавање на невистините документација за инвалидски пензии, а во вториот за оштета на буџетот за 720.000 евра за гранатирање на бачило со овци на овчарот и снифарис Џемаили. Записникот од полицијата фактички гласеше вака: на неопределен датум, во неопределено место, некој некому, не сум ни ја тој, али не знаеш кој, некој друг, ветил дека за одредена парична сума ќе му возможел на тој клиент да се стекне со правото за инвалидска пензија. И вакво беше обвинението. Ни пари фатени, ни пари видени. Сакам предметот, ако има неправилности, да се врати назад. Ако нема неправилности, стварно судиите ме осудили, има за што да ме осудат, тогаш нема проблем. Голема желба е да се, не само мојот предмет, на сите што сум слушал, што знаеме и што сум бил у затвор, ги знам луѓе кои су монтирани и тоа све, да се вратат назад, тогаш ќе видиме кој ќе одговара, кој судија, кој
кој јавен обвинител, кој ги донесали тие пресудите. Зелена лупа направи анализа на 12 судски пресуди од независни експерти, при што беа најдени низа пропусти. Биле прекршени основните човекови права, обвиненијата не се темелат на цврсти докази, а пресудите не се донесени во име на правдата. Во најголемиот број од случаите, особено во предметите од организиран криминал, се одело на уништување на лицето на кое што му се суди, уништување на животот на него и на неговото семејство, и се давале казни по 8 години, 9 години, 10 години, ако казната била до 10, или ако била до 15, се давале 13, 14, 15, што е спротивно и на сите конвенции и на сите процедури од кривично правна постапка. Оваа анализа, вели Цветанов, покажа дека постои потреба за донесување на закон за амнестија, со цел оние луѓе кои се уште одлежуваат затворски казни да излезат на слобода, да почне процес за нормализација на нивните животи и нивна ресоциализација. Јас не знам дали толку ја изгубија својата самодоверба, својата самопочит, својата професионалност, за да уништуваш цели фамилии и млади човечки животи. Меѓутоа, тоа е тоа. Да се надеваме дека ќе сносат одговорност. Просекот на притворени лица во Македонија до 2006 година е околу 150 лица во еден момент, а од 2006 година па до денес тој континуирано се движи од 350 до 400 лица. Просекот во притвор за едно лице е повисок од една година. Има случаи кога одредени лица се во притвор и по 32 месеци. Затоа Зелена лупа заедно со Цивика Мобилита спроведе акција за замена на мерката притвор со друга алтернативна мерка за лица кои со години се заборавени во притворите. Јас бидејќи бев во Битола можам да кажам за тие услови нечовечки. Значи имаме случај на колешка беше фрлена во притворите во Битола, во Битолскиот притвор, кај што нема женски стражар. И што да се каже, премногу напативме, премногу случаи, од нашиот случај веќе 20 колеги починаа. Следната иницијатива на Зелена лупа ќе биде изнаоѓање на механизам секој граѓанин кој смета дека е оштетен од судска пресуда да може да поднесе преставка против одреден судија до судскиот совет, со цел, како што вели Цветанов, граѓаните да можат сами да укажат кои се сваровски, а кои се правични судии. Сега доаѓа процес каде што ние се обидуваме да со нашите активности да укажеме дека е неопходно да се најде законско решение да се повторат тие 30 на случаи со цел да се обели образот на луѓето. Бидејќи луѓето бараат правда, не бараат милост, многу е важен образот и на луѓето и на нивните семејства. Ване Цветанов е исто така еден од стотиците уапсени и судени во годините додека на власт беше ВМРО ДПМН. Тој беше обвинет во случајот шпион и помина 13 месеци во притвор. Денес е на чело на Зелена лупа и е предводник на идејата да се донесе законско решение со кое ќе се повторат 30 на судски случаи, со цел осудените да си го обелат образот. Бараат правда, а не милост.